Почитуван градоначалник на општина Берово, почитуван председател на Советот, почитувани представници на изведувачите, почитувани представници на надзорниот орган, почитувани присутни граѓани. Проектите за развој на модерната инфраструктура во изградба на нови патишта, рехабилитација на регионалните и магистрални патни правци оваа година продолжуваат со уште позасилено темпо. Иако примарен фокус ставаме на регионално поврзување, посебен приоритет даваме и на локалните патни правци заради побрз локален развој и модернизација на нашите македонски општини. Инвестициите во патната мрежа се неопходни заради потребата да создадеме подобри услови за живот на граѓаните. Проектот за поврзување на локалните патишта го возможува токму ова: развој на локалната патна мрежа и подобрување на урбаното живење на граѓаните. Би сакал да искористам оваа прилика и да истакнам дека денеска со градоначалникот го потпишавме договорот за имплементација за реконструкцијата на локалниот пат до селото Двориште со должина од 3300 метри. Купната вредност за реконструкција на овој пат изнесува преку 400.000 евра и очекуваме работите да бидат завршени пред крајниот рок за изведба, односно во текот на оваа календарска година. Би сакал да потенцирам дека реконструкцијата на овој пат е по барање на жителите и на општината и верувам дека со негова санација ќе се обезбеди поголема безбедност и подобра комуникација помеѓу населените места. Би сакал да споменам уште една работа, а тоа е дека од особено значење за подобрувањето на условите и за развојот на туризмот е проектот за реконструкција на водоводната мрежа во туристичката населба Беровско езеро. Со проектот се предвидува изградба на цевковод во должина од околу 2 км, како и изградба на секундарна мрежа долга преку 1 км за водоснабдување на туристичката населба. Проектот, кој е со вредност од 7,3 милиони денари, го работиме во соработка со општината и според договорот рокот за завршување е 12 месеци. Развојот на туризмот во Берово е гранка која владата континуирано ја поддржува и во таа насока со општината заеднички работиме на реализирање на проекти кои што се од особено значење за развојот на туризмот и локалната економија во градот. Кога сме кај селото Двориште, би сакал да посочам дека пред 10 дена завршивме со изградбата на цевководот за вода за пиење за ова населено место. Исто така, за овој проект работевме преку Министерството за транспорт и врски и општина Берово. Гледаме и со особен интерес на отварање на граничниот премин Клепало, кој ќе придонесе за дополнителен развој на туризмот и раздвижување на локалната економија. Делницата Берово-Клепало од наша страна е целосно реконструирана. Генерално би сакал да потенцирам дека работиме на огромен број на капитални проекти во државата, посебно во ова време на ковид криза. Нашиот план за изградба и реконструкција на патишта и железници е 2,7 милиарди евра, инвестиции кои што се многу значајни во ова време на ковид криза. Ви уверувам дека ќе продолжиме со уште посилно темпо и уште посилна динамика во развојот на македонската инфраструктура. Ви благодарам. Почитувани медиуми, како што истакна и почитуваниот министер Бачварски, денес со оваа инвестиција преку Светска банка и Министерството за транспорт и врски решаваме горлив долгогодишен комунален проблем на жителите од село Двориште. Станува збор за значајна инвестиција кој реално со средствата од општинскиот буџет никој пат нема да може да се реализираат во една календарска година и со силната поддршка од министерот преку програмата за Македонија без кал преку Светска банка, конечно ќе се реализира проектот и на тој начин ќе ги подобриме условите за живот во село Двориште. Имавте и друг договор потпишан во текот на оваа недела, тоа е уште едно рурално место. Што таму конкретно ќе се работи? Конкретно, преку Бирото за регионален развој потпишан е договор за реконструкција на улица Марша Тито во село Смојмирово, значајна улица која минува низ сред село. Средствата се обезбедени преку мерката од Бирото со финансирање 50% од страна на Бирото и 50% од страна на општината. Тендерската постапка ќе отпочне веќе следната недела. После завршувањето на истата следи воведување во работа и се надам дека до крајот на 2021 година ќе биде реализирана и таа капитална инвестиција.